Да не повсиш да има спонсор джера и то реши. Почитувам председателя на Собранието на Република Македонија, почитувам председателя на Стопанската комора на Северозападна Македонија, ваши екселенции амбасадори, почитувам ректоре, почитувам подпредседател на владата, почитувани председатели на политичките партии, овде присутни, драги деловни луѓе, почитувани градоначалници, директори на институциите, почитувани представници на медиумите. Стопанската комора на Северозападна Македонија 13 години остварува важна општествена улога како значаен, нераскинлив дел од бизнис ткивото на Република Македонија и легитимен представник на интересите на бизнис заедницата кои активно партиципираат во креирањето на деловната бизнис клима и во економските политики на државата. Ми представува задоволство да присуствувам на овој настан, на кој ќе избереме најуспешни 100 компании за изминатата година. Околу 1800 компании членки го препознаа големиот потенцијал на Стопанската комора на Северозападна Македонија да влијае и да делува во општеството во интерес на бизнис заедницата за подобрување на условите за деловно работење, јакнење на приватниот сектор и раст на бизнисите. Во процесот на креирање на економските политики на владата на Република Македонија, Стопанската комора на Северозападна Македонија превзема активна улога во рамките на јавно-приватниот диалог кој што владата го отвори со стопанските комори за градење на стабилна и плодна соработка со бизнис секторот. Во чест на плодната соработка, владата на Република Македонија излезе во пресред и одговори на барањата на бизнис заедницата за намалување на драконските ригорозни казни, кои во минатото се злоупотребуваа за затварање и уништување на фирмите и уцени. Казните ќе бидат од сега натаму правични и сразмерни. Ќе се направи градација помеѓу мали, средни и големи предпријатија. Целта е да се поттикнат правичност и почитување на законите. Казните за малите и средните предпријатија ќе се намала дури за 60%. Малите фирми ќе плаќаат пониски казни во однос на поголемите компании. За фирмите, при одмерување на глобата ќе се води сметка за приходот остварен во претходната година, бројот на вработени и претходни санкционирања за исти или слични прекршоци. За малите фирми, според новиот закон, минималната глоба ќе биде 50 евра, а максималната глоба ќе изнесува 2000 евра. За споредба само, во стариот закон, максималната глоба изнесуваше 5000 евра, што значи глобите за малите фирми се намалуваат за 60%. Но, она што за компаниите е најважно и треба да го знаат, е дека столбот на казнената политика ќе биде превенцијата. Опомена пред да има казна. Инспекцијските служби редовно и навремено, преку едукативен пристап и возобновена соработка со компаниите, ќе вршат темелна и правична контрола и надзор на работењето. Целта е казните да бидат вистински коректив во работата на предпријатијата и да поттикнат нивно успешно, но и законско и, секако најважно, рентабилно работење. За следната 2019 година во буџетот предвидовме за 37% и повеќе средства како поддршка на бизнисите преку планот за економски раст или вкупно 4,1 милиарда денари. Овие средства, почитувани деловни луѓе, ви стојат на располагање за нови инвестиции што сте ги направиле, нови вработувања, инвестиции во машини и опрема, исплата на повисоки плати, зголемување на извозот и на вашите производствени капацитети, за воведување на нови производи и производни линии. Критериумите се транспарентни и еднакви за сите, и за странските и за домашните инвеститори. Ви повикувам оваа година во уште поголем број од ова што ја завршуваме, да се јавувате, да аплицирате, за да ги искористите овие средства. Владата на Република Македонија го поддржува и го следи успехот на компаниите. Почитувани, успешни деловни предпријатија кои генерираат профит, нови знаења и вредности, кои исполнуваат својата општествена одговорна улога и ги почитуваат законите, се најважен сегмент за развојот на општеството. Државата
низ взаемен диалог со бизнис заедницата, мора да се создаде поволен амбиент и клима за компаниите да може да ги реализираат своите развојни цели. Со реализацијата на нивните развојни цели расте и се развива нашата земја. Како признание за таа важна општествена улога што ја имаат компаниите, Стопанската комора на Северозападна Македонија секоја година традиционално ги избира своите топ 100 најуспешни компании. Овие 100 успешни компании, членки на Стопанската комора на Северозападна Македонија, отвараат нови работни места за нашите граѓани, пласираат своји производи и услуги на нашите пазари, но и во странство. Ја исполнуваат својата улога на општествено одговорни компании и учествуваат во севкупниот економски раст и развој на државата. За голема почит се постигнатите резултати за 2017 година. Годишен обрт од 661 милиони евра. Постојан пораст на вработените, кој во 2018 година пораснал на 6332 вработени. А за поздравување и фактот дека 6 компании во 2017 година имале за над 1 милион евра повеќе инвестиции во споредба со претходната година. Успехот на компаниите е заеднички успех на Република Македонија. Низ партнерство и соработка со Стопанската комора на Северозападна Македонија продолжуваме да унапредуваме бизнис климата и да градиме развојни правци за економски напредок на нашето општество. На самиот крај, дозволете ми на компаниите добитнички на признанието топ 100 да им честитам и да им посакам уште поголем успех во нивната понатамошна работа. Благодарам.